За прв пат во еден официјален документ на едно толку високо тело на Европската Унија како што е Европскиот парламент ќе бидат зацементирани македонскиот идентитет и јазик. И то не еднаш, туку 4 пати. И сето ова би требало потоа да биде ставено во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. И нормално бугарите се во паника. Кутрине од БГНС го проверувале регистарот на состаноци на Европскиот парламент, според кој од неговото назначување за известувач Вајц одржал, замислете, 36 состаноци со властите на Македонија, а ниту еден со организациите на бугарите во Македонија. И тие признаваат дека поради успешните лобистички напори на македонската влада, речиси сите текстови на бугарските европратеници биле отфрлени од известувачите, но биле прифатени 6 предлози Европскиот парламент да го признае македонскиот идентитет и јазик. Ова е, драги мои, надворешна политика на оваа држава, а не виткање кичми и златни визи за Дубај. Да водеа ваква политика СДСМ уште на времето, немаше да се доведеме во оваа ситуација. Значи, полека се менува и климата во Европа. Или колку си подостоинствен и неприкосновен во однос на сопствениот идентитет, толку повеќе те почитуваат. Со својот став кон себе ги учиш другите како да се однесуваат. Ова беше испитот на кој падна претходната власт, но и покрај сето ова, оние од СДСМ уште не разбираат дека кога ја виткаш кичмата, никој нема да те поштеди. И затоа веројатно уште долго ќе си седат во опозиција. И можеби тоа е најдобро за Македонија.